И по 4 месеци од одржување на електронското јавно надавање за издавање на Охридското езеро под концесија, иако роковите за евентуално поднесување на приговори одамна изминаа, од Министерството за земјоделство вела дека концесија за вршење стопански и рекреативен риболов на Охридското езеро не е доделена. Во јавноста се шпекулира дека се откажала струшката фирма Екосвет К21, која за сума од фантастични 400.000 евра ја доби можноста да стопанисува со Охридското езеро во наредните 6 години. Ова всушност е највисоката сума откако езерото се дава под концесија. Иако дел од постапката е завршена, концесијата се доделува со донесување на одлука за доделување на рибите на концесија од страна на владата. Не може субјект да ја откаже концесијата со оглед на тоа дека одлука за доделување на рибите на концесија се уште не е донесена и концесијата не е доделена. Правните последици на откажување или непотпишување на договор се уредени со Законот за рибарство и Законот за концесии. Охридското езеро 4 години е без стопан. Ендемичните видови риба, пастрмката и белвицата се пред истребување, а згора на тоа, наводно поради технички недостатоци, 5 години поред не се врши нити вештачко порибување на езерото. Порибувањето оваа година нема да се изврши од технички причини, иако беа обезбедени и доделени средства за таа намена на Охридскиот хидробиолошки завод, велат од ресорното министерство. Тие процеси се некако застанати. Можно е да е дел финансиска природа, можно е да е дел некомуникација меѓу институциите, можно е да е дел непочитување на препораките на УКАТА и тоа треба што повргу да се види и да се овозможи и натаму вештачко порибување. За жал, во изминативе 20 години популациите на ендемичните видови охридска пастрмка и охридска белвица се на критично ниво. Тоа е затоа што овие 20 години покажаа дека сепак потребен е видеонадзор кој што ќе ги следи сите активности во близина на населените места и би стопирал, односно би ги редуцирал на минимум сите оние незаконски дејства кои што се однесуваат како на илегален риболов. Стопанисвањето со езерото е вносен бизнис, преку кој се перат дебели пари, отворено кажуваат рибарите. Никој не се грижи за зачувување на рибниот фонд. Напротив, се врши масовно рибокрадење. Само во изминатите 2 месеци полицијата запленила 126 рибарски мрежи во вкупна должина од 2800 метри, во кои имало 45 килограми риба.